Со одлука на Советот на Општина Куманово, управните и надзорните одбори на јавните предпријатија се во полн состав. На последната седница на Советот беа избрани членови во управувачките тела на Водовод, Чистота и Зеленило пазаришта, Куманово план, Куманово газ и Куманово паркинг. Годинава членовите на одборите се избираа преку јавен конкурс. Дел од советниците сметаа дека во иднина би требало да се намали бројот на членовите на управувачките одбори, особено во помалите предпријатија, а со предлогот се согласува и председателката на Советот Ивана Ѓургиевска, која што најави дека во рамките на своите овластувања и функцијата ќе иницира ваква измена преку заедницата на единиците на локалната самоуправа. За првата точка, предлог одлука за именување на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод Куманово, се предлага Арбен Етеми, кој што е од областа на финансиско работење, дипломиран економист на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, работно искуство 15 години во Агенција за задолжителни нафтни резерви. Втора точка, предлог одлука за именување на 3 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Чистота и Зеленило Куманово. Тука се предлага, за управниот одбор Арбен Зендели од областа на финансиско работење, има завршен Универзитет на Југоисточна Европа, факултет за бизнис и администрација, насока финансии, вработен во ТТК банка. Втор е Ивана Марковска од областа на правни работи, магистар на правни науки во областа на казнено право со положен правосуден испит и вработена во нотарска канцеларија како стручен соработник. Додека третиот е Драган Додич од областа на дејност на јавното предпријатие, кој што е земјоделски инженер, пензионер. Во врска со третата точка, предлог одлука за именување на 2 членови на управен одбор на јавно предпријатие Пазаришта Куманово. Тука се предлага Дарко Ѓорѓевиќ од областа на финансиско работење со завршен економски факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, вработен во приватна фирма, и Илир Лјатифи со завршен музички факултет, директор на КУД Бајрам Шабани. Четврта точка, предлог одлук за именување на еден член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Куманово паркинг. Тука се предлагаат Анкица Стојановиќ, Универзитет Свети Кирил и Методи, економски факултет, вработена во Министерството за односи меѓу заедниците. И како член на надзорен одбор е Сељвер Мурати од областа на дејност на јавно предпријатие со градежен факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, вработен во супервизор Доел Куманово, и Лора Тодоровиќ од областа на правни работи, дипломиран правник во областа на деловно право на факултет Јустинијан I, вработена како стручен соработник во адвокатска канцеларија. Во врска со петата точка, предлог одлука за именување на еден член на управен одбор и еден член на надзорен одбор во Куманово газ, се предлагаат во управен одбор Милјана Глигоровска-Цветковска од областа на правни работи, кој што е дипломиран правник на правниот факултет Јустинијан I и собственик на адвокатска канцеларија, а надзорен одбор Катерина Цветковска-Спасиќ од областа на финансиско работење со економски факултет. И во врска со последната точка, предлог одлука за именување на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие за просторни и урбанистички планови Куманово план Куманово, се предлага Артан Алију од областа на дејноста на предпријатието со завршено висока школа од област на архитектура, собственик на компанија која се занимава со проектирање и изведба на електроинсталации. Морам да кажам дека го поддржуваме формирањето на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија, бидејќи тие секако дека мора нормално да функционираат во интерес на сите граѓани на општината. Иако во претходниот период зборувавме за таа департизација и за начинот на или кои членови ќе се бираат во овие управни надзорни одбори, но сепак и тоа и не е најважно кој од која партија, без разлика дали е тоа опозицијска партија, најважно е да се работи законски, да се работи стручно и одговорно и да го штитат овие членови на управни надзорни одбори јавниот интерес. Тоа би била некоја наша порака и би кажал дека тие членови имаат една лична одговорност, мора да знаат да не подпишуваат документи без претходно да се подготват, да ги прочитаат, да анализираат, да проверат што се работи во предпријатието, да не бидат на некој начин продолжена рака на директорите и градоначалникот за да извршуваат некои работи, туку да бидат контрола, надзор
да бидат еден баланс за добро работење. И она што е мој совет е, или моја некоја сугестија, ние како советници од ред за Куманово ќе го искористиме тоа наше право и обврска за надзорна улога на советот и ќе бараме потврда, документација, информации како од општинската администрација, така и од јавните предпријатија. И доколку се појави некој сомнеж за неправилности, сигурно дека тоа ќе го кажеме и јавно и ќе ги поднесеме документите до надлежните институции. Така да овој совет и оваа насока наша би била во контекст да предпријатијата и членовите на овие управни надзорни одбори работат одговорно пред се за самите себе, за предпријатието и на крај за граѓаните. Единствено имаме една препорака до вас, бидејќи сте претседателка на Совет на општина Куманово. Може би треба да се размислува во иднина, посебно во делот на управните одбори, таму на Совет на председатели во ЗЕЛС, да предложите измена на законот во делот на членови на број на членови на управни одбори, бидејќи имаме 6 јавни предпријатија, по 7 луѓе, тоа се многу луѓе. Искористете моќта што ви ја даваат советниците овдека, како председател, преку ЗЕЛС, да се направат такви измени, барем за локалните самоуправи каде што се јавни предпријатија. Знаеме и сами кажавме дека тие ќе бидат и финансиски товар на предпријатија, во тој дел да се направи некаква измена во законот. Може би веќе се и работи на тоа се предвидува, но вие како председател, ако сакате да помогнете, во тој дел помогнете. Во делот на партизација, еве едно конкретно прашање од предложените членови на надзорен одбор во јавно предпријатие Чистота и зеленило, дали има родбина некој од вашата советничка група таму предложена. Еве само толку ќе прашам. Битно е дека законот се применува. Имам сознание дека во голем број на совети, односно во голем број на општини, управната инспекција има најдено забелешка дека не се спроведува овој закон, значи за јавен оглас. Не затоа што ние може да кажеме нели дека со тоа демократски постапуваме, туку затоа што едноставно го спроведуваме постапката која се испостави дека е доста тешка. Меѓутоа, јавен оглас постои, транспарентен и може секој да се јави. Секој што мисли дека може да има капацитет, дека ги исполнува условите, може да се јави. Очигледно дека е тешка постапката и за разлика од порано кога Советот ги предлагаше, колку што се сеќавам, членовите на управен и надзорен, па ги гласавме овдека, сега навистина е транспарентен и може секој кумановец да се јави и да учествува во управните и надзорните одбори. А што се однесува дали има роднина, не знам, нека се изнесат советниците. Мој роднина нема. Само нешто се надолжувам, ова што зборуваме за број на членови, апсолутно се согласувам со вас, особено за мали предпријатија во кои што работат 10-15 члена, да има управен и надзорен кои се вкупно 10 члена е за мене неприфатливо и мислам дека вашиот предлог, а што и мој став, сме го разговарале тоа, дека многу членови на управен и надзорен се бират на мали јавни предпријатија. Мислам дека една ваква ќе потикна мене ваква расправа согласно мојата функција. Сакам да ви известам дека по однос на втората точка од дневниот ред имам потенцијален судир на интереси, бидејќи еден од пријавените кандидати е моје блиско лице. Согласно Закон за спречување на корупција и судир на интереси, се иземам од гласање по однос на оваа точка.